Почитувани колеги и съветници, почитувани граждани на Демокапия, които наследите на социалните мрежи, я свикувам 26-та седмица на Съветна община Демокапия с следният дневен ред. Предлог одлука за прихващане на предлогът за възпоставуване на междуобщинска соработа. Точка брой 2. Предлог одлука за резервирани средства в бюджетът на община Демокапия за експроприация на землище за граден обект, явен интерес, от локално значение, изградба на улица Първият в село Полешница. Точка брой 3. Предлог одлука за резервирани средства в бюджетът на община Демокапия за експроприация на землище за градене на обект от явен интерес, от локално значение, изградба на улица Село 20 от село Полешница. Точка брой 4. Предлог одлука за резервирани средства в бюджетът на община Демокапия за експроприация на землище за градене на обект от явен интерес, от локално значение, изградба на игралище в село Полешница. Точка брой 5. Предлог одлука за резервирани средства в бюджетът на община Демокапия за експроприация на землище за градене на обект от явен интерес, от локално значение, изградба на улица Яне Сандански в община Демокапия. Точка брой 6. Предлог одлука за доделуване на награда 7 ноември и признания за 2023 година. Точка брой 7. Предлог програма за образуване на денот на освобождаването на Демокапия 7 ноември 2023 година. Точка брой 8. Предлог програма за енергетска ефикасност за периода 2023-2025 година. Точка брой 9. Предлог решение за даване съгласност за формиране на групи с по-голям брой на деца в явната общинска установа детска градина в Бористрайковски Демокапия в учебната 2023-2024 година. Точка брой 10. Предлог решение за даване съгласност за формиране на паралелки с по-малък брой на ученици в общинското основно училище Димчани в кадъра Демокапия в учебната 2023-2024 година. Точка брой 11. Предлог заключок за усвоюване на годишен извещен за работа и постигнатите резултати в общинско основно училище Димчани в кадъра Демокапия в учебната 2022-2023 година. Точка брой 12. Предлог заключок за усвоюване на годишна програма за работа на явна общинска установа детска градинка Борис Райковски Демокапия в учебната 2023-2024 година. Точка брой 13. Предлог заключок за усвоюване на годишен извещен за работа на явна общинска установа детска градинка Борис Райковски Демокапия за 2022-2023. Точка брой 14. Предлог заключок за усвоюване на елаборат за измена и допълнуване на елаборат за процена на щета от временска непогода, що е Запад и Демокапия в месец юни 2022 година. Това са точките на дневен ред. Дали някой си сака да додаде нещо или да каже нещо, поведете. Председател на Комисията за урбанизъм е председател на общинската администрация по Отделението за урбанизъм и да го допълним дневния ред с предлог одлука за определение на крайбрежен пояс на регулиран водотек речно корито на река Дошница, обхватен с урбанистичен план за село Трен и локалитет Дошница, община Демокапия. Предложението е така може да се отиде в Министерството за транспорт и връзки да се унесе утре, а какво хитна ползахте да го допълним Оставам предлог на гласане. Кой е за точката от урбанизъм? Едногласно. 9 гласа за. Значи суновата точка, която не само да се казвам, се качава 15 точка. Друг предлог, нещо за дневния ред да се допълни? Немаме. Значи, дневният ред са 15 точки, остава
изјаснија, 9 гласови за, против и издржани нема. Пред да поминиме на точките од дневен ред, го имате записник од претходната седмица, само имаме нешто да дополниме, да се изјасниме за нешто. Ако немаме, поставаме записник на гласање, кој е за заклученото 29-та седмица на Советот на општина Демократија, 9 гласа за, не гласа. Продолжуваме со дневниот ред. Точка број 1. Предлог одлука за прифаќање на предлог за воспоставување на меѓуопштинска организација. Соработа. Повелете Јуле, општинска. Потребата за донесување на оваа предлог одлука произлегува од самата реализација на проектот Регионален центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство во Вардарски-Бански регион, чијашто инвестиција е финансирана од Министерството за локална самоуправа и Швајцарска амбасада и трошоците за самата инвестиција изнесуваат 20.916.000 денари. Инаку иницијативата произлегуваше од сите 9 општини од Вардарскиот плански регион, за да може во иднина овој регионален центар да функционира како јавно предпријатие. Значи, потребно е согласно законот за меѓуопштинска соработка да се донесат соодветните акти и да се изврши негова регистрација во централен регистар. Токму поради тоа ние имавме состанок во Вардарски-Бански регион и прва општина која што имаше седмица по одржаниот состанок беше општина Росуман и таа започна иницијативата за доставување на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка. Достави општина Росуман до нас нели соодветни акти, проценка и предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка која што ви беа доставени во прилог на одлуката и поради тоа значи се предлага донесување на одлука за прифаќање на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка. Целта на соработката е да се обезбеди вршење работи од надлежност на општините, односно вршење на дејност од јавен интерес, а во смисла на заштита и благосостојба на бездомни и напуштени животи на територија на општините. Меѓуопштинската соработка помеѓу општините Росуман, Белеска, Вадарци, Неготино, Свети Николе, Чашка, Демеркапија, Градско и Лозово, ќе се воспостави преку склучување на договор за меѓуопштинска соработка заради остварување на заеднички интереси на општините од областа на заштитата на животната средина. Предходно знаете дека ние донесовме значи согласно овој модел за утврдување на и организација на поставеност на прифатилиштата на регионално ниво и одлука за кофинансирање на ова јавно предпријатие како облик или кој што во иднина ќе функционира. На годишно ниво нашиот вкупен оперативен фиксен трошок за општина Демеркапија според број на жители изнесува 163.355.000 денари. Тоа се значи фиксни трошоци кои што ги опфаќаат трошоците за платени на работените, трошоци за одржување на објектот, на возила, трошоци за едукација, за осигурување, за книговодствени услуги, обука на вработени и слично. А дополнително како општина ќе ги имаме оние варијабилни оперативни трошоци по заловено куќе. Тоа се трошоци за обслужување на куќиња и трошоци за ветеринарна амбуланта во делот на трошоци за вакцинирање на куќиња, трошоци за стерилизација, за лечење паразити, хируршки интервенции и слично. Значи тие се трошоци кои што ќе си ги платиме дополнително по заловено куќе, меѓутоа овие 163.355 денари се фиксни значи трошоци кои што општината ќе ги финансира на годишно ниво и за кои што веќе општината претходно има донесена одлука на СОТ. Доколку имате прашање? Дали колеги има некои прашање односно оваа точка? Доколку нема прашања, предлог одлука за прифаќање на предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно, 9 гласа за, благодарам. Одите натаму. Точка број 2. Предлог одлука за резервирани средства во буџетот на општина Демеркапија за експропријација на земјиште за градени објекти од јавен интерес од локално значење, тој се изгледа на улица 5 на село Корежница. Така, благодарам. Значи, во врска со оваа точка би напоменале дека потребата произлегува согласно законот за експропријација, значи за да можеме да поднесеме предлог за експропријација до управата за имотно-правни работи, потребно е значи да ја обезбедиме оваа одлука. Инаку, како што знаете, општината значи заради одржување и изградба на патната инфраструктура
имаше изготвено геодетски елаборати согласно важечката урбанистичко-планска документација и за наменетата улица 5, бидејќи во селата, односно населените места немаме имиња на улиците. Ова е според урбанистичко-планската документација, нумерирана како улица 5. Се увиде дека се навлегува во приватен имот, односно имот кој што е во собственост на физички или правни лица. Тука станува збор за 3 катастарски парцели кои што се со вкупна површина од 632 метри квадратни. Инаку цената по метар квадратен согласно изготвената проценка од овластен проценител изнесува за село Корешница 375 денари и вкупно финансиски средства кои што се потребни за да може да се изврши оваа експроприација се 237.000 денари. По донесувањето на оваа одлука од страна на општината ќе бидат доставени предлози за експроприација за да може значи да се утврди собственоста да биде на општината Меркапија. Дали некој има нешто да праша? Ова кратко прашање ќе биде едно, ама ќе се однесува за сите 3-4 точки од 2 до 3 дни се сите предлог одлука за резервирани средства на буџетот. Секоја точка различно, значи тука има резервирани средства во буџетот на Меркапија во висина од 237.000, другото 882.000, па 389.625 денари така. Што се средства од буџетот на Меркапија. Дали овие средства во буџетот на Меркапија беа планирани при донесување на буџетот или овие средства се искалкулирани во ребалансот, што го донесовме, или до прва треба да се прави ребаланс за да се резервираат овие средства. Ние во комуникација со секторот за финансиски прашања, значи баш тоа се напоменам, не знам колку би стигнале ние да ги изреализираме сите значи експроприации, сите предлози до крајот на декември. Дел од овие средства може се веќе планирани, меѓутоа конечно ќе знаеме после ново година, затоа што самите предлози кои ги доставуваме има определен рок кога се повикуваат лицата, кога ќе исклучиме спогодбите и значи вклучањето така да станува збор за повеќе лица. Не знам колку до декември би ги завршиле сите овие конечно. Дел од средствата мислам дека се планира. Дел од средствата мислам дека се планира. Други прашања? Точка број 2, предлог одлука за резервирани средства во буџет на општина Меркапија за експроприација на земјишта за градени објекти објавени пред одредено плаќање, изградба на улица 5 во село Корешница, стават на гласање. Кој е за? 9 гласа за. Продолжително, точка број 3, предлог одлука за резервирани средства во буџет на општина Меркапија за експроприација на градено земјиште за градени објекти објавени интерес од локално значење за изградба на улици 7 и 20 во село Корешница. Дали има некој? Да, образложението е чисто, да. Това исто се однесува за средства кои што дел од средствата ги има, дел за од следната година се нови. Па да, ќе се до обезбедува, ќе се до предвидат ако нешто не се стигне, да. Точката предлог одлука за резервирани средства во буџетот на општина Меркапија за експроприација на земјиште за градени објекти од јавен интерес од локално значење, изградба на улица 7 и 20, село Корешница, става на гласање. Кој е за? Едногласно. Одиме понатаму, предлог одлука за резервирани средства во буџетот на општина Меркапија за експроприација на земјиште за градени објекти од јавен интерес од локално значење, изградба на игралиште во село Корешница. Ја само тука би додала дека претходно се сеќавате дека имаше едно барање од фудбалскиот клуб од Корешница, каде што побараа негде да ја решиме собственоста на тоа земјиште, каде што они го користат како спортски терен во моментот. И согласно геодетските елаборации утврди дека зафаќаме површина од 1039 метри квадратни приватна собственост на едно физичко лице. Тоа тука значи станува збор за едно физичко лице кое што е собственост на оваа површина. И вкупните финансиски средства се 389.625.000 денари, исто по метар квадратен од 375 денари. Дали некој има нешто да праша во однос на ова?
точка от дневния ред. Доколко нема, точката е само добре. Генералният център в Загреб да спомня, че и там не игралище. Значи, предпоясно го е не стана въпроса за изглед на игра. Така е проектот на Словен, да. Не, за игралище да биде 100% чисто. Игралище си е изградено, няма Много си функционира како... много се града го порещи и се прави, защото си постои игралището, само да се работи за се решава минутно правото Да се област. купи седмично, zato što ne treba. не е изградено, ако си Ще го изобраме. Ako je ovaj, neko ti ne igraš, ti tehnika, ti uzor moja izgleda, не става въпрос за изградено. Кажа Юля дека се Тук са наразумува регламентот. експроприация е само много квалитетно место, не е изградено. Второто е основно. Благодарам. Дали някой друг? Слушах, кажеш, много се гледа да порещи. Не е точно. Благодарам. Така. Дали някой друг има збор? Нещо да додаде? Да му даде збор? Нема. Точката брой 4, предлог одлука за резервирани средства в бюджета на община Винеркапия за експроприация на землище за градени обекти от главен интерес от локално значение, значи изградбани игралища до село Корешница Съобразовано или негово се планира. само на гласен. Съобразовано господина Петър, Рупарен, сака да докаже дека не стана въпрос за игралище. До сега е спортски терен, а от сега ќе биде игралище. Со подредени овако граници. Значи, сите сте за, 9 гласови за, одите понатаму. Предлог одлука за резервирани средства во бюджет на општина Винеркапия за експроприација на земјиште за градени објект од јавен интерес од локално значење, изградба на улица Јане Сакански во општина Винеркапија. Дали има некој? Е, тука е цената од 615 денари по метар квадрат. Централно Дали некој? Е само малце, значи, знае, ова се работи за улицата на позади комунално, значи, кај што се кучите, кој е ова данјанска и така натаму, и тоа тука се почва, значи само таму е асфалтирана и се работи за таа улица. И тоа тука тој крак изрекува позади ова се кој што е измеѓу Пера и Сава. ама ова е веќе улица, улицата е тоа се почва. Ова назва е веќе пешачка патека, така е. Ова треба да е улица цела. Автоматски ќе стане слепа улица. Веќе тоа ако ја пешеш по патека, така да се тоа там не може да спомнеме што така. Имам јасно знание, тоа го зборувавме со Тони од Царството на урбанизам, дека не добиле дозвола транспортни врски, тоа да биде улица. Може не. Затоа е Нам са дошли како улица, Не знам, ама не предпоставувам, нема. Тоа било, значи не било. Него гледа сам пешачка патека да биде, а не може цяло десно природа. Само не е, мислам, таа беше Убаво беше да купеа од приватните малци да извадат цело По геодетскиот елаборат е изцртано, значи и тој дел се фаќа. Се фаќа до приклучокот на 11 октомври. Значи по геодетскиот елаборат. Е изчекано тој дел. И ние имаме експроприација и од Висаво и од Иго. како пешачка. Па сега како ќе биде на лице место, не знам. Знам дека Значи цел тој дел е изцртан. Да се договори да прошира да извадат цело. не е до собствениците, значи заедно сме на комисија, тој не го слушаше тоа. Не е до собственоста, тука транспортни врски. Може дозволува тоа да биде улица, не е конфигурацијата ни. Може би ширината По нивните критериуми се че не е дозволува да биде Ако улица. god да се направи. За лице и за нас Винеркапија не е имало случај. Се затвара тој Иде се не сме да го слепаме. Ќе дали значи не е мислење да се разгледа тоа, ако не да се направи. Ви благодарам. Дали друг некој има нешто да додаде? На гласење, кој е за предлог одлуката за резервирање на средства од бюджетот на Винеркапија за експроприација на земјиште за градење објекти од јавен интерес од локално
tumačenje, izvedba na lice Jana Sredanski u osobnom takvom. Znači, glasno. Ponatamo predlog odluka za dodjeljivanje nagrada 7. novembri i priznanja za 2023. godina. Tuga je predsjedavao sa komisijom za nagradu i priznanje. Včera zasedavamo komisiju za nagradu i priznanja i ja se pokušam da kažete da je bilo zapisano kroz ovakvu, da bih zapoznali pa kako je više komisiju. Znači, odsjednica komisije za dogovorenje nagrade i priznanja održano na 1.11.25. godinu u prostoriji Kanadske kape. Komisija formirana sa rješenje broj 07.703.30.2022. godine. Rješenje za izmenovine rješenje su provjerenje komisija nagrade odluče o polnom prostom zona stojanja predsjedatelja stojne delegira iz Zambeka rektora Oliver Medved i Etka u svim členove komisije. Za ravnar komisija vrši predlog na srednje dnevne rede za dodjeljivanje i za dodjeljivanje nagrade 7. novembri i priznanja za 25. godine. Se konstatira da je popeljen rok po objavljenju javno softveru u klinici inicijative od 6 fizičkih lica komisije za postupujući s obrazom predlogom za način za dostatno dodjeljivanje opštinskih nagrada i priznanja. Pristali smo razgledovanje na postignutu inicijativu. Prvo, prvi predlog Licu Valentina Nedeva za dodjeljivanje 7. novembrijska nagrada za 25. godina na Dimče Banjanski za dostupnjenje od obostrane kulture. To je predlog Licu Amena Iskro koji je stavio predlog za dodjeljivanje na 7. novembrijsko priznanje za 25. godina i to Men Eden Mountain, deo Skopje za referendumsko programsko naznatan životnih sredina, organiziranje i realiziranje akcija generalka Vižu. Predlog Licu Stefanje Soković koji je stavio predlog za dodjeljivanje na 7. novembrijska nagrada za 25. godina i to Natalija Ošić zaradi promocije informacija na opština Demerkatija. Četvrto predlog Licu Kristina Nikola koji je stavio predlog za dodjeljivanje 7. novembrijska nagrada za 25. godine pa Biljana Nikola za prirodnost zdravstvena zaštita na lokalnom nivou. Predlog Licu to Vlado Petra koji je stavio predlog za dodjeljivanje na 7. novembrijsko priznanje za 25. godine i to Teašta druga put Mirka Gila Demerkatija za posebne prirodnosti informacije na opštinata Ozimite i nabora neodgovorstvenog kulturata. Šefer predlog od državnog Pazar Petrov koji je stavio predlog za dodjeljivanje na 7. novembrijsko priznanje za 25. godine i to na Ministarstvo za unutrašnje rad Hrvatske spasovske, Ministarstvo za transport i vojsko Blagovrčvarski, Ministarstvo za životno srednje prostorno planiranje Kaje Šukova, Ministarstvo za lokalnu samoupravu Iskog Pegov, Ministarstvo za trud socijalna politika Jovanka Trenčarska, Ministarstvo za zemlje šumarstvo i ljudsko pasanje Čunikovske, Agencija za mladi sport Navča Mojsovski i Kalkun Energy deo Skopje koji je dugogodišnja stvaravati podrška na opština Demerkatija. Komisija ta jednoglasno dostavila predlog za dodjeljivanje na 7. novembrijsko priznanje iz Nikola Dimitrijev državne Hrvatskog Kaja Kanada za 2023. godinu za razvojno prvo mjesto na Evropskog prvenstva Polska ova godina. Kroz drugi prosite podneseni predlog za dodjeljivanje na opštinske nagrade i priznanje 23. komisija da jednoglasno donese odluka da se dodeli 7. novembrijska nagrada i 6 priznanja. Predlog 7. novembrijska nagrada da se dodeli na listo Dimče Banjanski za životno djelo u oblasti nadgradska umetnost beše stavljena na glasanje i usvojeni su 4 glasa za i 1 odlučan. Predlog 7. novembrijsko priznanje da se dodeli na listo Nikola Dimitrijev beše stavljena na glasanje i usvojeni su 5 glasa za. Predlog 7. novembrijsko priznanje da se dodeli na Agencija za mladi sport beše stavljena na glasanje i usvojeni su 5 glasa za. Predlog od 7. novembrijsko priznanje da se dodeli na Kaptun Energy deo Skopje beše stavljena na glasanje i usvojeni su 5 glasa za. Predlog od 7. novembrijsko priznanje da se dodeli na Ministarstvo za transport i vojsko Blagovrčvarski beše stavljena na glasanje i usvojeni su 5 glasa za. Predlog od 7. novembrijsko priznanje da se dodeli na Teašta grupa put Mirka Gila Demerkatija beše stavljena na glasanje i usvojeni su 5 glasa za. I predlog od 7. novembrijsko priznanje da se dodeli na Biljana Nikola beše stavljena na glasanje i usvojeni su 5 glasa za. Komisija za nagrade i priznanje do svojeg opština Demerkatija je dostavila sljedna predlog odluka. Znači, po povod 7. novembra, jedan opština Demerkatija za postignuvenje i ostvaruvanje što pridonosila posebni interes za razvojno preduvanje opštinita za neizin sekupen napredok i afirmacija, nagrada za 7. novembra za 25. godina da se dodeli na Dimče Banjanski za životno djelo u oblasti nadgradska umetnost i priznanja Komisija
комисията предлага да се доделува на Никола Димитриев за постигнување од област на спортската дисциплина кајакарство, Агенција за млади и спорт за успешно остварење активности и проекти за развој на спортот на општина Капија, Каптун Енерджи Био Скопје за принос во област на спортот за донацијата за изградба на објект за спорт и рекреација, Министерство за транспорт и врски за успешно остварење активности и проекти за развој на општина Капија, Пејачка група при пут Мирка Димова Капија за последен принос и информација на општината од земјата и наградњава во област на културата и Билјана Николова за принос во област на здравствената заштита на локално ниво. Тоа е извештај од Комисијата за награди и признања, така да давам предлог до председавачот на седницата да одиме поединечно согласие пред со предлог одлуката за доделување на 7 награда, значи комисијата предлага да ни чита нас. Povedete, ovdje se glasa. Вие го ставате. Ajde, stavljam na glasanje, znači, predlogom za 7. novinarska nagrada za Dimče Banjanski za životno delo u oblasti na dramskата umetnost. Ko je za? Imamo raka. Jednoglasno. 9 glasa za. Ovim podatamo za dodeluvanje na priznanje. Nikola Dimitrijev zaradi dostignuvaње во областа на спортската дисциплина на кајакарство. Ko je za? Jednoglasno. Агенција за млади и спорт за успешно остварење активности и проекти во развојот на спортот во општина Капија. Ko je za? Jednoglasno. Каутун Енерджи Ново Скопје заради придонес во областа на спортот со донација за изградба на објекти за спорт и рекреација. Ko je za? Jednoglasno. Министерство за транспорт и врски за успешно остварење активности и проекти за развој на општина Капија. Ko je za? Jednoglasno. Пејачка група Прекут Мирка Димова Капија за посебен придонес и афирмација на општината во земјата и надворна во област на културата. Ko je za? Jednoglasno. Билјана Николова заради придонес во областа на здравствената заштита на локално ниво. Ko je za? Jednoglasno. Тоа е предлогот. Тука ли да стане? Предлог програма за обележување на денот на ослободување на Капија 7 ноември 2020. Кој ќе го објасни тоа, кој ќе го elaborира? Програмата за одбележување на денот на ослободувањето на Капија за 7 ноември опфаќа неколку нови активности. На 6 ноември предвиден е концерт годишен на Клуб Мирка Димова Капија и повеќето активности на самиот ден на 7 ноември од 10 до 10:30 часот е празничен прием од страна на градоначалникот, од 11 до 12 е полагање на цвеќе, од 12 до 13 часот ликовна изложба во холот на општина Капија и од 13 до 14 часот е свечената седница на Советот на општина Капија. 14 часот е коктел. Во самата одлука, програма која што ви е дадена, се наведени за секоја активност и одредени финансиски средства. Сме се водели со некои параметри кои што било од претходната година. Плани финансиски средства не беа во вкупен износ од 100.000 денари, оваа година се изменени 150.000 денари. Доколку имате прашања, поведете. Програмата ми е тоа дека 150.000 денари се вклучени да се изделува во бюджетот на тоа беше што се премисли 150.000 години беа да се 100. Добро, тоа се ја скапам тие се обезбедени во бюджетот. Тие се предвидени во програма но подсказка 460. Така. Добро, ме интересира ова. Имаме полагање на секој претходна годишен кој се однос околу 10.000 денари. Рачување на награди и признание 20.000. Овие гостите за културно-уметничка програма таму околу 42.000.
ќе биде после завршувањето на свечената седмица, лани беше нели пред да почне свечената седмица, меѓутоа оваа година се планира да биде од тука ќе заврши, значи тука во холот на високи масички. Да. Па затоа викам само беше пред почнувањето, а оваа година ќе биде после завршувањето на свечената седмица. Знаете која фирма ќе го организира? Не знам јас да кажам што. Лани мислам дека беа од четворка. Немаше јавна набавка конкретно за тоа, затоа што финансите средства се под 60.000 денара, инаку над 60.000 денара имamo врска да спроведеме јавна набавка, меѓутоа се под таа рамка и заради тоа не беше спроведена јавна набавка. Нас разговора. И кај ќе сега завршавам таму, да? Не знам со кого имаат, значи, разговараме. 5000 денара за 20 Лани беше околу 30 и нешто илјади денара, за тоа што беше тука организирано. Тоа беше пред седмицата. Сега од седмицата се кога ќе испаднат повеќе луѓе и ќе биде малце, може по-фреквентно. Може би заради тоа малце повеќе споремено, иначе само некоде 10-15 денара пуснати. Ама не мора да значи дека овие финансиски средства значи тоа е некоја рамка која што е оставена до максимум. До, меѓутоа не значи дека ќе бидат искористени. Лани околу 12.000 денара било за полагање на цвеќе, можем да кажем 18.900 и нешто било за наградите и признањата се съставени цени од прилика, значи од. А што се подразбира Јулија под полагање на цвеќе? Па ги купуваме тие букетите. Да, не, што се превоз? За превоз одат со општинските коли, одат, значи, имаше пишува полагање на цвеќе. Значи, набавка на екибаните кои ще се полагат. 10.000 денара, значи. Колку екибаните? Годината, а се може да Може ли да одговор? Да, може да се веќе од година на година да се земе, значи, колку предвиди да се усовршуваме. Цвеќињата ги знаеме колку стоат, сепак нешто тоа е чест. Ali ove 10.000 do 10.000 повеќе, ако може да се стават, значи за некој реновирање на спомениците, повеќе се прават и именарци да се подсува некој, пошто 10.000 денара може поболно да се реновират нешто, а цвеќињата не траат толку, сепак тоа е чест цвеќе да се положи. Гледам година и сумата. И па една екибана, пак не взимаме 3 не толку мали екибани, ги знаете колку се големи, значи не кошта ти плюс за пензионерите. Тие средства беа да се пренаменат за спомениците, а не за одржување на спомениците. Има, ако сакате може да донесете и програма за одржување на споменици, тук има и такви, значи програми, можете да се одредите. Да, само за тие стоат една недела, се кинете и кинема никак. Моje мислење, сепак. Исто се украсува, значи салата напред дели се стават исто екибани и тука се вклучени тие. Друго нещо, което имате, да? Друг нещо? Не гледам тук местото на полагане на цвеќе. Пржево Бисници. Така. Това не беше на 3 месеца. Па сега на 2. 2? Да. Кој е отворено? Па и ти викаш Лани 3, ти кој да не дека отворено? Мислам дека беше Чифлик Лани. Не. Веќе спомни беше село Пржево, сега на Бисници. Исто и Лани ми се чини дека беа двата, меѓутоа најден причина дека едни да не се. Беше ставено во програма се врачаша Лани ти за да се викаш Прждево, затоа што ќе биде и таму. А може сте ставале во Прждево во селото Прждево? Да, во Прждево. Јас предлагам сега на председателскиот спомник да не полагаме ги тези што е депонија, сега тоа таму и паршини од камионите што врзат. Не знам дали знаете сега помина. А тоа ми беше моја да се слагам со тебе, но тоа таму согласно не използва, тоа што треба него да му поставим. Катастрофа е тоа да беше таму. Возиш се кола камион пред тебе, не обележано ништо таму. Ајде, колега, да го ставим за... Ще го оставим, Ама, но значи, нема го изчистват. седмици. Значи, може да дойде да ги праши, може да ги поставим. Веруј, го нема, 4 седмици нема. Викаме, че дойдете да правим. И сега да полагаме всичко да почнем. Значи секогаш се Се чистат, се уредуват место. Сега со новата таму што е
важна сепарација. Од сега може. Защо? Не, сега е многу последно време. Тоа е. Не знам дали што ќе кажем дека треба да се среди. Ова е малку кажувам, треба на него да му. По-различно мислим од Александар. Ние може да полагаме всеки ден сакаме да кажем сакаме да ми се свига, не се свига, но тоа е спомен. Там некои луѓе се борат да се примерно, тоа не е случно там направи нека пренатаму, а општината има начин како може пред там ден да интервенира до јавно предпријатие да се разчисти тоа, да се снети да се изчисти така натаму. Тоа е една сама работа за јавното ново предпријатие, некој проблем, да се отидете да се положи. Јас искрено би сакал да се положи, сепак там некои луѓе се гинали за нешто. И наместо тие две може би прво е сакна тука како теми, то прво може би го сметат и таму и ваму како е... Прждево е селено место Прждево, да. Не закривам таа работа. Мене други ме интересира. Свој полагање и цеки. Значи тоа се 3 цекиња и дори има 5, тоа се 8 по 5, 10.000 денари е малце предпроцена сума. За награди Не знам, ајде напред. 20.000 денари не, затоа што тие стварно коштаат многу. Ова 42.000, не знам кој ќе ги платат, меѓутоа некоја солидна сума. Коктел со 50.000 денари за сок, за кисела вода, дори што се служе, за мене е енормна цена. У денешни услови. Печен материјал 10.000 денари и нека биде, меѓутоа повторно имаме други трошици. Секој што нешто се прави, се имаме ние нешто друго. Сега тука оставаме простор, значи ако градоначалникот има гости од страна, значи после тоа може би да биде некаде со тие гости. Оставаме, значи, за некаква гостителска услуга дополнително. Меѓутоа не мора да значи дека нешто ќе биде искористено, пак ќе кажа. Во секој случај, секако ние ќе добиме просто извештај. Нормално може да си побарате, вие носите програмата со финансиска рамка и може да си побарате по завршување на празникот, зашто се и како се потрошени и колку финансиски средства се потрошени. Ја не кажам споредбено колку било лани. Лани било околу 12.200 за цвеќе. 18.900 беа наградите. Некаде. Околу 36 тука некаде беше коктел. Значи, Вие се предвидели средства, така да. Има гости, сега не се знае, че кој гости... печатени материјали има покани и плюс некое платно, па но некој кој што се печати. По овие трошоци тука се вклучени, се прави некоја репортажа, има водител, има настапна на овие Силвана, значи слайдови некои таму што се изработуваат кои што ги прават, значи сите активности кои што се сега, тоа е дополнителна активност која што дадена на трето лице. Дали има нешто друго да дадеме? Оди да се гласање, значи предлог програма за одржување на денот ослободување на демократија 7.2023 остава на гласање. Кој е за? 4 гласа за, против, воздржани? 5 гласа воздржани. Значи, предлогот не е усвоен. Одиме понатаму. Предлог програма за енергетска ефикасност за период 2023-2025. Тука нема предлагач, предлог програмата ја пуштивме во PDF формат, не електронски, по мейл, инаку се изготвува од страна на заедничкото административно тело кое што имаме со општина Неготино. И само се прибирани информации од општина Демеркапија за нашите објекти, значи колку се тие сметки за електрична енергија и сите други податци кои што се потребни, меѓутоа самата програма ја изготвува, значи тоа заедничко административно тело на година. Ние имаме програмата... Ние имате во PDF, на мейл. Да. Програмата... Малце беше оберна и заради тоа... се препираат само податоци за... Да, комуникацијата, значи целите податци кои што природи ги дава, значи комуникацијата има, мислам дека Стефанија Колеши при нас. Агенцијата за енергетика. Агенцијата за енергетика дава позитивно мислење во конкретниот случај за таа предлог програма која што е доставена од заедничкото административно тело. Значи кој е подготвил Дарко Ангелков и
Мислам дека на програмата беше Ванчо, тој од Неготино, вработен во општина Неготино. Не знам како се презива, да, Ванчо. Да. И сега ние треба само да реализираме програмата за енергетска ефикасност. Кој е за? Едногласно. Програмата за енергетска ефикасност за 2025 година се усвоила. Одиме понатаму. Предлог решение за давање согласност за формирање на групи со поголем број на деца во јавна општинска установа детска градинка во организација за учебната 2023-2024. Барење од градинката до Солата општина Демиркапија за давање на согласност за зголемување на групи со помал и поголем број на деца во детската градинка. Значи, барењето се однесува за следните групи. Воспитна група до 2 години, значи имаме една група, зголемување на број на деца за 3 или вкупно 15 деца. Комбинирани групи имаме 2 групи и зголемување на деца за 5 или вкупно 25 деца. Хетерогени групи 2, со вкупен број до 20 деца и предшколска група, една група со вкупен број до 25 деца. Вкупно, значи, 6 групи, од кои негде имаме потреба и мислиме дека во текот на годината ќе имаме потреба за зголемување на групите од нормалното колку што е да речеме воспита група до 2 години е со 12 деца, мислиме дека можеме до крајот на годината, сега на моментот нямаме таква бројка, но до крајот на годината може да дојде да има потреба за зголемување до 15 деца. Таа група, како и за останатите групи. За хетерогенната група до 2 години што е, мислам од 2 до 6 години, значи мислиме дека нема да дојдеме до некоја бројка, затоа ставиме со вкупен број до 20 деца, исто и предшколската група до 25 деца. Тоа е врска со овој. Благодарам, директоре. Дали некој разбор? Значи никој не бази тоа разбор. Предлог решението за давање согласност за формирање на групи со поголем број на деца во јавна општинска установа детска градинка во Исајковски Демиркапија за учебната 23-24 година. Ставам гласање. Кој е за? Едногласно. Се усвоила. Одиме понатаму. Можеме да продолжиме со Да го искористиме. да продолжиме со директорот на градинката. Точка 12-13. Да. Точка број 12, предлог заклучок за усвојување на годишна програма за работа на јавна општинска установа детска градинка Борис Тајковски за учебната 2023-2024. Годишната програма на детската градинка изтака представување на законска обврска која треба да се спроведе секоја година. Содржината на годишната програма е поделена во неколку точки и подточки. Во кратки цртени имаме 7 точки, тоа вовед, услови за работа и организациона поставеност, организација на животот во детската градинка, планирање и подготовка на воспитно-образовната работа, стручна педагошка дејност на детската градинка, план и програма на стручните тела и вработени во детската градинка. Во првата точка опишани се принципите, појдовните основи за организирање на дејноста, место и функција на дејноста, цели и задачи, допринос на градинката за формирање на целокупната личност на детето и досегашните резултати. Втората точка од програмата се состои од опис и локација на објектот, просторни услови, опременост, работно време, стручна литература, број на воспитни групи и број на деца. Третата точка се состои од опис на организацијата на животот и работата
со детство от 0 до 2 години годишна возраст и детство от 2 до 6 годишна возраст. Четвъртата точка се състои от планиране и подготовка на възпитно-образовната работа. Петата точка се състои от опис на здравствената защита на децата, явна и културна дейност, работа с родителите, стручно съвършване на вгрижувачките и възпитниот кадър. Шеста точка се състои от опис на програмата за работа на директор, план и програма за работа на дефектолог, програма на съвет на възпитувачи и съвет на негователи и план и програма на съвет на родители за възпит на 23-24 година. Седмата точка се състои от опис на работените по работни места и работен однос. Това е кратко за програмата. Гледам, че няма предвидени овладени за възрастта от една година. Дали се пореща? Дали се Не се планира, защото само от 2 до 6. Да. Нямаме, решението е така изградено. Нямаме, заради то ще се две занимаваме. За по-мали деца барат други услуги, по-съдни услуги. А те са две занимаваме, защото решението от Министерството гласи от 2 до 6 годишна възраст на деца. Така да можем да речем 2 година и 9, 10, 11 месеца да завършим работа, например. Не хвали генерално, може би те толкова мали да приемем. Не сме. имаше подложка малко на това, защото Това евентуално би можело да се да, ако дойде ред, например, да ще се прошири или да се адаптира едното занимаване како ясна група, па така да, ако има потреба, па така да се примат и по-малки деца. Или прошируване да се прави такова. Друг някой да ли нещо да прави? Област на програмата? Директоре, в програмата се гледа да на 7 ноември имате активност. Децата е замислена? Сега зависи како би било, зависи всяка година от ситуацията, как Орбан, например, имаше тук активности со бина имаше, па се правеше некои такви работи, сега зависи како е времето. Значи активността може да биде от самата градинка. Со некои, например, такви работи, таква активност. Имаше гледала на стари еднонощни лица. Това што значи? Ще посетите стари еднонощни лица? Да, сега не е точно къде и како. Па може би, да речем, соработка со, да речем, въобще проектот Хуманост. Значи такви соработки се планирани. Или детски, или може да дойдат самите тия корисници, да речем, што може да дойдат и да се направи някаква заедничка активност в самата градина. Нещо да изработат, нещо да направят. Дали някой рецепт, някога, да речем, окуйната, например, да се направи някаква погача. Ден има от декември, ден на деца са посебно потреби. Трети, да. Това говори за как категория, но стари еднонощни лица. Това е така го подразбирам. Значи, некои такви активности. Сега, например, сето тоа што е, например, не значи дека секој пак може скоро да се реализира или па не значи дека може некој плюс нели работа да изпадне, што не се наставени во самата програма. И секој ще изпаѓа плюс работа. Благодарам. Сега някой друг да прави нещо? Видите, няма вече прашanja. Предлагам заклучокот за усвојување на годишна програма за работа на јавна општинска установа детска градинка Деви Страјковски, демонстративно значење за 2021-2024 става на гласане. Кој е за? Ясно. Благодарам. Точка број 14, предлог заклучок за усвојување на годишен извештај за работа на јавна општинска установа детска градинка Деви Страјковски, демонстрација за 2022-2023. Значи, като годишна програма, исто годишно извештај, законска обврска, исто така се състои от неколку точки, подточки, от кои, значи, како прва точка вовед, втора точка поидобни основи за изготвување на извештајот, во трета точка организација внатрешно уредувани услови на работа, за работа на градинката,
во која точка се е вметнато е опишено работното време и структурата на вработените во градинката, просторните услови, опременоста на простор, стручна литература, аудиовизуални средства. Четврта точка, организација на животот и работа на градинката, во која точка се опишува број на детски групи, организација на севкупната работа на групата до 2 години и групите од 2 до 6 години. Следна точка, реализација на програмата на програмите во воспитно-образовната програма за 2022-2023 година, на Совет на воспитувачи и негователи, извештај од работа на дефектолог. Шеста точка, здравствена дејност, значи това подразбираме водење на досие, следење на физичкото развој на секое дете, здравствена заштита и превенција од болести, организирање на задолжителни медицински прегледи на вработените, набавка на средства за хигиена, контрола на хигиената во сите работни објекти. Седма точка, реализација на јавна и културна дејност. Осма точка, имаме соработка со родителите. Девета точка, стручно усовршување на стручните лица. 10-та, реализација на програмата на директорот. И 11-та точка, финансирањето на дејност во градинката. У кратки црти, тие се точките. Колко е реализација на това? Цела ли е реализација? Да, генерално тоа што не е. Тоа што е ставено таму, значи е, да, реализирано. Главните слушали песна за мир и кино, на освободување на темата. Добре, нема ли тема? За воспитувачи точно, така, тоа. Само не знам точно така. Добро, значи, они си ги прават тие совет на воспитувачи, совет на негователи, они си ги прават тие, како што работеле, да речем, како ти кај извештај во дадено, тоа е основната програма. За денот обично прашуваме те се ближе, дема дали имате активност, тоа мисле, за да дадем клучка. Да, од секоја, нема да има активност, да точно секој ще се продължи, се спомням от това време, ама секој ще го влади. И малко е, значи много малко сега деца да ги имам по-мали са, не може да ги малтретираш така. Да ги научиш, затова гледаме повече, ако тия активности ще бъдат да бидат от самите групи по градинката. Предлог за заклучокот за усвојување на годишен извештај за работа на јавна општинска установа во Израелска Капија за четната 22-23. Ставам на гласање. Кој е за? Гласно. Добра. Видно. Предлог решение за давање согласност за формирање паралелки со помал број ученици во општинско основно училиште Дивчанка во градот Димитровград во учебната 2023-2024. Благодарам. Според Законот за основно образование, основање на паралелки е бројност од 20 до 30 деца. Во нашето училиште, како во централното, така и во подрачните, имаме формирано чисти паралелки со помал од бројот законскиот основ и тоа. Даден ви прегледот, имаме во прво оделение 27 ученици кои што се распоредени во две паралелки, во второ оделение 23 ученици во две паралелки, во четврто оделение 29 ученици во две паралелки, петто оделение, една паралелка со 19 ученици, во шестите оделение 34 ученици се распоредени во две паралелки, во осмо оделение 32 ученици во две паралелки и во девето оделение 31 ученици се распоредени во две паралелки. Исто и во подрачното училиште во село Корешница, каде што имаме вкупно 4 паралелки, од кои што едната е комбинирана, додека останатите 3 прво оделение со 6 ученика, трето оделение со 11 и четврто оделение со 9 ученика се паралелки со помал
значи потребно е советот да ова веќе во Министерството преди документи пратен, меѓутоа потребно е и советот да ги потврди, односно согласно за формирање на овие паралелки. Инаку во овие паралелки имаме вкупно 6 ученици со посебни образовни потреби, кои што имаат и класификација од МКФ, за кои се ангажирани 4 образовни асистенти. Благодарам. Кој даде збор? Вечините не даде збор. Предлагам решение за даване согласност за формирање паралелки со помал број ученици во општинско основно училиште и регионална програма за реабилитација за учењето 23-24 година во сала на гласа. Кој е за? Едногласно. Благодарам. Одемо податано. Предлог заклучок за освојување на годишен извештај за работа и постигнатите резултати на општинско основно училиште Димчанија во град Реабилитација за учебната 2022-2023. Учебната 2022-2023 година започна на 1 септември 2022 и беа реализирани вкупно 180 наставни денови. Потоа следуваат информации за подготовките за успешен старт на новата учебна година и бројната состојба на ученици. Дадено ви е табеларен приказ имате како за централното, така и за сите подрачни училишта. Споредбена анализа кажува дека бројот на ученици се движи некаде од 316 до 321 во изминатите 3 години, 327 биле на крајот од 2022, во моментот имаме повторно 320 ученици. Потоа делот за наставници и стручни соработници, успехот и поведението на учениците даден по периоди. За првиот период, од прво до трето одделение, имаме описно оценување во ниско, средно и високо ниво, додека вториот и третиот период се бројчано оценување. Просечна оценка за изминатата година на ниво на училиште била 3,81. Споредено со претходната година, кога била 3,83. Потоа следуваат табеларни прикази за поведението и изостаноците на учениците по одделенија, извештај за учеството на надпреварите и постигнатите резултати. Имаме значајни резултати како на општински, така на регионални, но и на државни надпревари. Тие се сите запишани со ментори и ученици кои што освоиле награди. Во наставните активности и проектите кои што се реализираат во текот на изминатата учебна година, интеграција на еколошкото образование во нашиот образовен систем, клубот за кодирање, микробит клубот, понатаму спортско-рекреативни активности реализирани во соработка со Агенцијата за млади и спорт, нашиот спортски клуб исто така има доста активности кои што се забележани овде. Тоа е поприлично огромно, околу 5 страници беа доставени, мислам да ги имате можност да ги разгледате. И на крајот имаме предлог за заклучоци и мерки. Доколку имате некој прашање, слободно. Благодарам. да одат на одморалиште, некој да се организира да се вратат од нашите грешки. Или зимуј, викенд, Ние во програмата за екскурзии имаме можност за, тоа е во 5 одделение, значи за настава во природа, 5-дневно би било тоа. Меѓутоа до сега преку советот на родители не изразили интерес. Оваа година за прв пат беа дводневна екскурзија во 9 одделение после
не знам колку години. Тоа пак зависи од родителите. Инаку ние како училиште добиваме понуди, ево од Славејче во Охрид, ги даваме на наставниците, нели, да видат дали има интерес, колку ги споделуват тие, нели, дома, деца, родителите, меѓутоа училиштето да биде организатор, тоа претежно може да склучи ние договор со Златно Славејче, со Славеј од Марајшко, не знам како се вика, радости беа во круга. Меѓутоа одговорноста е многу голема, треба да има наставници кои што, нели, бидат задолжени. Ако факти ќе ги разгледаме како се опциите, пак би бил во тоа на одговорност на наставник-ментор, кој што би бил задолжен, например, за 5-6 деца или до 10, како беа бројките, но треба да има и интерес, нормално. Сеќавам, ова лето не, минатото имаше понуда за во Охрид, мисля, че не обудем тие виденари дека беше на рати, и тоа не се пријавила доволен број на деца. Да, но и зимно време убаво, децата с некоја на година, знаеш, тоа е некој нарадишко или симски Тоа треба да се настави по физичко. Мора 7 дена, за 4 дена. Зимски одрасто. Има минимум број на деца, за да може да се склучи тој договор и да се реализира. Ни понуди и во Михајлово, ланема за Михајлово ниедно дете не се пријави, не покажа интерес. А со цената околу 1000 денари беше поевтино во Михајлово, колку во. И сега знаете како детето дома кој ќе каже, не е ли нормално? Сепа покрите летно време. Да, за летно зборуваме, за зимно време до сега не сме имале понуди. Можеме ние да побараме како училиште, нели, да ни пратат некоја понуда, но пак треба да има некој определен број на пријавени деца за да се реализира. Благодарам, да некој друг разбор. А може ли да се похвали, за соработката со општината сега има? Да, е да искористам приликата да се заблагодарам на локалната самоуправа, на градначалникот на општина Демир Капија за капитална инвестиција, обнова на кабинетот по информатика, односно општината инвестираше во нови 20 компјутери, со што имаме сега целосно нов кабинет, ние викаме информатичка лабораторија. И од вчера официјално, значи, започна со работа и децата се пресреќни, компјутерите одлично функционираат, сега и клубот по информатика веќе доби нови, подобри услови, така што имаме сите предуслови за да усвојуваме нови знања, да постигнуваме многу повеќе успехи по овој наставен предмет. Благодарам уште еднаш до сите, затоа што се нели вие како совет сте тука заслужени, да се средства кои што нели се на локалната самоуправа и се надевам дека и во иднина ќе има и вакви инвестиции, капитални инвестиции во областа на образованието. Благодарам. Дали да други нешто да добаваме? Значи, немаме и прашања. Предлог заклучокот за усвојување на годишен извештај за работа и постигнатите резултати на основно општинско училиште Димче Ангелов Габриел Демир Капија за учебната 22-23 година. Кој е за? Гласно. Одме понатаму. Број 14. Предлог заклучок за усвојување на елаборат за процена на штета, за измена и дополнување на елаборат за процена на штета од временска непогода за Запад и општина Демир Капија во месец јуни 2022 година. Здраво. Здравите. Вечер не ја видите. Најавена точката можете да образложите. Добро, вака, значи ова е корекција на елаборатот, кој што веќе Советот го имаше донесено во ноември месец минатата година. Меѓутоа, од Државната комисија за проценка на штети побара некои корекции, конкретно ни имаат оставено во
во април месец една анекс табела, анекс 1 така беше тестиран, со некои нови параметри, да речем, за тоа што имаше таму воведено минус 20% на нереализиран род, штети на нереализиран род, и така да останалите треба да се фактички се помести. Сега таа табела тоа беше пратив со одредени корекции, формата беше нова од методологијата. Меѓутоа, повторно добивме во септември месец, значи и во самите елаборат да се изменат, затоа што по логика на нешто и така е, затоа што минус 20% се пореметува во цифрите. И заради тоа мораше и во самите елаборат да се донесе повторно нова одлука за прифаќање на елаборат, кој е веќе донесен на Совет. И затоа, значи, тоа елаборатот го имате, значи тоа е пријава, тоа е штета од времена непогода град, што е зафати општина Демиркапија во месец јуни 2022 година и беа оштетени добар дел од земјоделските површини кај нас во околината на Демиркапија, као Корешница, Пристренци, Брждево, Демиркапија и така натаму, честите што помалце. Имавме пријави од 239 физички лица и правни лица за пријавени штети од градот. Целата документација беше направена, примена на теден се изврши увид на лице место комисијата и понатаму беше со завршувањето на елаборатот и на целата потребна документација беше пратено до Државната комисија за проценка на штети. Јас сега не знам дали во негово елаборирање на самиот извештај елаборат, заради тоа што реков, веќе го имаме донесено, значи само корекциите на цифрите. Првично беше процената штета од 27 милиона 769, со тие 20% од анексот што ни го доставија, не само на нас, и на други општини што имат пријавено, во контакт сме со нив, така да и они го имат добино тоа. Значи, минус 20% сега ги испаѓа некаде 22 милиона и 171 денари процената штета. Сега од тие пари, обично и тие не ги поштиците, него 10%, 20% зависи, до сега повеќе 10% од таа сума, али колку е толку ние да го запазиме ова, да се прати, да биде разгледано на седница на комисијата и да чекаме да се обштети колку толку земјоделците во нашиот крај. Благодарам. Јас само сакам да прашам, како информација за граѓани на Демиркапија, на првиот елаборат кој го изгодувате, кажете ми дека таа е малку потешка поставка, малку подолга, пак како информација дека слушате граѓаните, кога да очекуваат да се изврши таа изгода? Не зависи од, значи зависи од државната пак извор Държавната комисија за просветна и штети од елементарни непогоди. Тие одржуваат, значи седници ги земат во одредени пријавите од потребни општини. Ова било нашето веќе на Совет, меѓутоа со овие констатирани недостатоци, да речеме условно, ни беа вратени за да ги коригираме. Сега тоа беше во септември, има дадено рок од 15 дена да заради состојбата на Советот со председател. Така морав да побарам одефо за нас пролонгирани, образложи зошто и така со председателот на Совет се слушнав и телефонски, да чуете има проблем, кој ќе бидете. А искуството што кажувате? Искуството различно, затоа што некогаш минатата година една по друга ги дадува и за измрзнување беше и за градот, кој рече се беа зимото, примерно ова ако беше декември, другото беше февруари месец некаде. Беа многу близко, добар дел од тие години им се поклопи. Ама се беше една позитивна одлука од комисијата за тоа што не е. Па имаме, осен една година. Партијансите средства. Да. Осен 2014 година беше тоа кога бевме одбиени со образложение дека мала беше површината во однос на вкупно обработената површина на цела општина Демиркапија, значи процентот на штетата беше мала и заради тоа не беа одбиени. Мисло барањето беше одбиено. Од другите години секојаш е до сега. Се надеваме граѓаните околу... Они прашуваат точно е, ама тоа е наше да ги пратиме документите, да бидат секако што треба, согласно овој последниот допис,
да им го пратим како ще е коригирано и да чекаме Мислам дека до крајот на годината, календарска, дека треба комисията да ги реши тези въпроси и они имат рокови, до кога една година треба от настанување на штетата да биде пријавено, така беше по методологијата што е за процека на штети. Те сега комисията да си дозволат и они да нивните Сигурно и кај средствата се морат се правят искрено, нели? Да, секако да, ако се предвидени, секако да. Предвидени се, значи, колко средства во календарската година и така да. Това е нашата, како им да очекуваме. Дали ще друг да наглаша? Ако нема, подавам на гласене предлог заклучено за усвојување на извештајот и проширување на образец. Кој е за? Едногласно. Сега пристапихме точките. Имаме ли уште една точка? Да, беше общо планување на общо планување. Кој е разложил? Само да ја прочитам. Ами јас не сум видела. Да ја прочитам. Ова рече дека ќе дойде капси. Билјана, началник. Да, рече да донесе и материјал за сите служби. Да почекаме, да направим пауза. Продолжи, добро. Значи, 15 точка. Предлог одлука за определување на крајбрежен појас, регулиран водотек, речно корито на река Дошница, опфат со урбанистички план за село Дрен, локалитет Дошница, општина Микавија. Това ќе го огласното под организација. Има ли шанса? Да, че го видим на следващата седмица. Началник. Тук е представник от общинската администрация. Можете да образувате за предлог одлуката за определување на крајбрежен појас на водотекот на речното корито на река Дошница. Врска со започнатата поставка за измена и допълнување на дел од урбанистички план за село Дрен, локалитет Дошница. Согласно законската регулатива, потребно е да се изготви елаборат за регулирање на речното корито, така што со изготвување на тој елаборат се утврди вкупна должина на регулиран водотек на река Дошница од 838 метри, характеристичен трапезен профил на речното корито на Дошница и тоа со светол отвор од 16 метри, ширина на дното од 4 метри и висина, односно длабочина на речното корито од 4,8 метри. Согласно законската регулатива, општина Микавија овој елаборат го достави до Министерството за животна средина и просторно планирање, сектор води, заедно со текстот на предлог одлуката, која што ја носи советот на општината, така што Министерството, согласно доставената документација, утврди дека во елаборатот се содржани сите потребни хидролошки анализи и пресметки за спојување на мердавните големи води, како и соодветните хидравлични анализи, врз основа на што е предложен споменатиот карактеристичен профил на регулирано речно корито на река Дошница и даде решение за согласност на донесување на оваа предлог одлука. Благодарам. Дали некој сака нешто да праша? Може ли малку да им објасните каде се наоѓа тој дел на списата гледана да слушате малку? Ова е планот
планот кој што е моментално во сила, кој што имате скица и ние бараме регулирано речно корито од самиот, како да кажам, за целиот опфат на планот, каде што влегува реката Дошница. Значи, ова е првата стационажна точка, тука имаме втора, каде што се вкрстува со патот стационажна точка и на самиот крај, каде што излегува од планскиот опфат на локалитет Дошница. Заради тоа што се вкрстува со мост на еден дел и со градежни парцели, потребно е и добро е да биде овој регулиран карактеристичен профил, со тоа што се прават хидролошки анализи за големи води кои што би можеле да се јават во овој дел и заради тоа што во овој потек нема други притоки, не е тешко за пресметка и се усвојува тој карактеристичен профил со ширина од 4 метри во дното и уште 4 метри од страните со длабочина од 4,8 метри. Значи тој е елаборат кој што го изработуваат стручни лица за хидрологија. Министерството даде согласност на овој елаборат заедно со текстот на предлог од го регулираме речниот од до. Само за тие стационарни точки кои што се дадени и во самата предлог одлука и кои што влегуваат и се судираат со опфатот на планот. За тој потек. Јас имам всушност две прашања на службата. Прво, зошто е дадена точка на дневен ред како говорено, односно дали ги допълнително точка на дневен ред се регулира речното корито. Второто прашање, дали не следите дека треба да има регулирање на речното корито на реката Дошница и Кошарица во централното градско подрачје, заради тоа што навистина е во алармантно состојба е комплетно зашумено, а доаѓаат веќе есенски и зимски денови кога ќе дојдат реки и така. Значи, прашањето е... Добро. Со првото прашање, раководителот на нашиот сектор и мене ми извести утрово дека треба да се дали согласноста добиена и во консултација со Министерството за животна средина. Мислам, не можем да ви дадам по-детален одговор на првото прашање, зашто е дадено допълнително во дневниот ред. Може би не во следниот совет е доцна за да се донесе оваа одлука. Во врска со второто прашање, секако дека да, мислам, во секој потек да биде регулирано речното корито, посебно во централното градско подрачје. Меѓутоа, тоа е стар план, стари планови, кои што во моментот кога се носели ја немало оваа регулатива. Сега кога ги правиме овие измени, во самата законска регулатива е дека мора да биде регулирано речното корито, каде што е опфатот на планот. Така што кога сега ги носиме новите измени на планови, секако дека правиме хидролошки анализи и елаборати за регулирање на речните корита. Планот на демаркација во најголем дел, мислам, имаме понови планови, меѓутоа планот е од 1985-та тој на поширокиот опфат на демаркација. Во времето кога се носел тој, немало оваа законска регулатива. Кога ги правиме сега измените и новите дупови со помал опфат, ова секако се спроведува, се задолжително. Аз се задължа да прашам. Од одговорот на прашање. Да, лично сметам дека ќе гласам поддржам на ова точка. Заради тоа што сметам дека ургентност за регулирање на речното корито има баш во централното градско подрачје. Да, ама нема одмет секоја. Абсолютно да. Меѓутоа утре најавија 30 до 40 литри на метар квадратен, така да ако тргнат тие дождови, верувајте дека демаркацијата целосно во тоа, особено покрај реката, ќе бидат и така се разрегулирани. Јас колку се сеќавам, ние веќе интервенирахме за тоа со споменат Младен, да, заштита и дадохме иницијатива наш предлог, значи
да се направи такво време, за да може да се защити на цела Великапия. Видяните за това ще знаете, дъждица, как да може да бъде денеска умна, утре, да покаже заедно и така. Дали някой друг ба разбор? Или че никой друг не ба разбор? Предлог одлуката за определиване на крайбрежен пояс на регулиран водотек, рече околото на река Дошница, определен со урбанистички план за село Древно локалитет Дошница, община Великапия, става на гласане. Кой е за? 8 гласа за. Против? Няма. Въздържан? 1 глас. Почтуваме